Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во рамки на својата посета на Лондон заедно со партиска делегација остварија работна средба и ручек со повеќе лордови и пратеници од британскиот парламент. Соговорниците разговараа за повеќе теми и области од интерес на Република Македонија. Груевски ги информираше присутните за реформите и чекорите кои се превземаат во сферата на економијата, за актуелните политички случувања врзани со политичката криза наметната од опозицијата. Говореа и за исполнување на стратешката цел на Македонија за членство во НАТО, како и предизвиците кои произлегуваат од мигрантската криза. Беше корисност да се види таму и за нив, затоа што слушнаа многу значајни работи и за Македонија, и за регионот, и за многу други работи, а исто така беше корисно за нас и пред се не само за нашата партија, туку и за Република Македонија, од причина што дадовме многу податоци, многу информации за многу позитивни трендови во Македонија, но и за многу предизвици и начинот како гледаме ние на нив и како треба да се надминат и разрешат. Британската пратеничка Шерил Гилан ја истакна британската поддршка за членство во НАТО алијансата и ги поздрави позитивните економски резултати на Македонија. I very much hope that before too long we can welcome Macedonia. Се надевам што побрзо да и посакаме добри дојде на Македонија во семејството на НАТО. Пред неколку години кога првпат се сретнав со Груевски, работејќи во Европската банка за обнова и развој, бев импресионирана за неговите планови во економијата и она што сакаше да го направи на планот на намалување на невработеноста. Задоволство ми е што имав прилика да се сретнам повторно во Велика Британија и да чујам за неговите успеси во економијата и особено што успеа да ја намали невработеноста од огромни 38 на 24%. Сите знаеме дека тоа е важно за сите граѓани. Се надевам дека ќе биде успешен и во иднина, помагајќи да се забрза економскиот развој. Трговската размена е добра со Велика Британија и имам одлични очекувања за иднината. Во поглед на НАТО, македонските трупи се рамо до рамо во мисиите со војниците на НАТО и тоа е добро за иднината на државата и целта за членство во НАТО. Лордот Каланан ги посочи потенцијалите за соработка и позитивните впечатоци од економските реформи кои се спроведуваат во насока на подигнување на стандардот кај граѓаните. I think the possibilities for cooperation are high. Можностите за соработка се високи и одлични. Го респектираме правото на Македонија да влезе во ЕУ и НАТО. Се надевам дека ќе соработуваме во таа организација. Импресиониран сум од економските реформи, кои ги спроведуваат и економскиот прогрес кој го постигнувате. Во поглед на мигрантската криза, ја почитуваме вашата одлука да ја затворите границата. Во поглед на мигрантите и се радувам што сте на вистинската страна на Европа, наместо да бидете центарот на проблемот. Конечното решение треба да се бара во решавање на проблемот во Сирија, но ние исклучително ја цениме вашата досегашна помош. Груевски оствари средба и со Дейвид Лидингтон, кој е актуелен лидер на долниот дом на британскиот парламент и е доскорашен британски државен министер за Европа. Соговорниците разговараа за можностите за соработка за актуелните случувања во Македонија и предизвиците со кои се соочува оваа земја. Се видовме и со господинот Лидингтон, човек кој што добро го познаваме, затоа што ја посети Македонија минатата година, од позиција на министер за Европа во владата на Англија. Сега е на многу висока позиција во британскиот парламент и имавме разговор со него, со човек кој што има можеби најголемо знаење за Македонија, споредено со сите останати. Го апдетиравме со најновите информации и случувања, перспективите до изборите, но и после изборите, што треба и може да се очекува. Ги слушнавме неговите размислувања, неговите информации, така што направивме се што можеме да ги пренесеме сите точни, вистинните информации и размислувањата како се доаѓа до чекорите кои што ги правиме и до одлуките кои што ги носиме или планираме да ги носиме. Во текот на вчерашниот ден, лидерот на ВМРО ДПМН имаше средба и со председателот и со потпредседателот на владеачката и најголема партија во Велика Британија, Конзервативната партија.